14-месечната Ева е родена пред време со само 1 килограм и 700 грама, но и покрај тоа не добила шанса да прими вакцина која не предизвикува компликации, наменета токму за предвреме родените и децата со нарушено здравје, обвинува незината мајка Лили Величковска. Овие тривалентни прочистени вакцини во ограничен број ги има на клиниката за детски болести, а на кого ќе се дадат, одлучува посебна лекарска комисија. 5-6 месеци ја чекав и на крај ништо не направивме, отидовме, пак закажав уште еднаш, макар одбиени од стручен тим, и јас пак си закажав за прием кај докторка. Отидовме, докторката рече не, и се испокаравме со докторката, рече не и не, мене ќе ми избркаат од работа. Зашо да избркаат од работа? Зашо сакам да вакцинирам дете што е родено 31 недела со кило и 700? По безуспешно тропање од врата на врата, откако категорично била одбиена од клиниката, Ева со задоцнување од 1 година ја примила обичната Дитепер вакцина, која предизвикува висока температура, вознемиреност, но и разни компликации. Лили обвинува дека многу деца кои се предвреме родени или имаат здравствени проблеми немаат можност да ги примаат овие вакцини, бидејќи со помош на ургенции голем дел од нив се даваат на здрави деца. Јас можам да земам цела листа од поликлиника Јане Сандански, кај што ги нема децата на Дитепер да дојдат, здраво родени деца, термински родени деца, а имаат примено на детска клиника. Во една прилика со една медицинска сестра од детската клиника, кога ја прашав добро за кого е оваа вакцина, жената беше изреволтирана и рече вакцината е за деца на глумци, на пејачи, на бизнисмени и така. Еве сега одиме на детската клиника за да се сретнеме со директорката. Изворно од неа да дознаеме како се делат вакцините на клиниката и дали има доволно за сите дечиња. Директорката Аспазија Софијанова ексклузивно за Нова ТВ открива дека овие вакцини ни оддалеку не ги задоволуваат потребите на сите деца кои имаат потреба од нив. На клиниката за детски болести годишно се набавуваат 500 дози од овие вакцини, но тие не се доволни ниту за третина од децата кои имаат потреба од нив. Но таа признава дека има големи притисоци и ургенции за овие вакцини. Веќе кога ќе почнат да го притискаат тоа, и мене ми е дури непријатно, бидејќи знаејќи дека имаат предности кои што поминале на интензивна и некои други кои веќе имале проблем одреден, се наоѓам јас некогаш во непријатна ситуација. Кои обично барат некои што имаат поголема моќ, некои што се познати јавни личности. А сега знаете како, секогаш било и ќе биде и во светот и на запад и во оние високо развиени земји има такви кои што имаат одредена, да кажеме, повеќе моќ или не, меѓутоа тоа е тоа. Секој има право на ова. На крајот на криштата, нели на крајот на денот секој го има ова право и јас сакам тоа право да им го дадам на сите деца во државата. Софијанова потврдува дека комисијата не се состанува редовно, но и дека прават напор да се обезбедат поголема количина на вакцини со помош од странство. Овие вакцини практично не прават компликации, нешто со кое што сепак се соочуваме ние на клиниката со евентуалните компликации кои знаат редовните вакцини да ги дадат, тоа се пред се температурата, која што знае некојаш да биде извонредно висока и сепак велиме, нели може некогаш дури да даде одредени последици за понатаму. Од една страна, од друга страна вознемиреност одредена, локална реакција на местото на инсерирање на самата вакцина, понатаму може да даде евентуално и други компликации кои што се пратени со вознемиреност, самото дете не сака, одбива да јаде. Имавме скоро детенце кое дури повраќаше толку често што на крај дури повраќаше желудечна содржина, немаше што и да повраќа. Значи имате различни типови на компликации кои се асоцирани со овие редовни вакцини. Македонија е единствена земја во Европа каде децата се уште се вакцинираат со обични вакцини кои се одамна исфрлени од употреба. Дури и во Косово и Албанија бебињата ги вакцинираат со 5 и 6 валентни вакцини кои со едно боцкање штитат од повеќе болести и не предизвикуваат несакани реакции. Кај нас, тривалентните вакцини се уште се сметаат за ексклузивитет и нив не може да ги добијат сите деца.